Бројни скандали и отсуство на одговорност во најголема мера придонесуваат за ниската доверба во правосудните институции. Реформите и ветингот на судството се најавуваат и спроведуваат со години, но речиси никакви резултати на повидок. Сите правни субјекти во државата јасно укажуваат дека само темелни реформи би ја смениле сликата во системот која дели правда, но процесот на ветинг кој најчесто е користен од политичарите и не е така едноставен. За жал, искуството покажа дека тоа споменување и тоа повикување на ветник од страна на политичките субјекти, политичките елити најчесто доаѓа или во предизборие или кога ќе се случат одредени скандали или кога ќе се појават одредени како впрочем сега наоди од јавно мислење кои што зборуваат за довербата во правосудството. Меѓутоа се заборава дека самиот процес е особено комплексен и има свои силни страни, меѓутоа има свои и самото спроведување на овој процес има одредени ризици. Токму затоа велот од млади правници бевме сведоци на расфрлање советувања кои практично не се возможни за спроведување. Пред 5-6 години кај нас се оперираше со терминот генерален реизбор. Генерален реизбор во постојниот уставен систем не е возможен, затоа што кај нас судиите уживаат траен мандат и уставот предвидува во кој случај судија може да биде разрешен од функција. Клучно е да се одговори на прашањето кој би го спровел тоа? Истите прашања ги постави и од коалицијата Сите за правично судење, од каде беа децидни дека промените мора да започнат во моменталниот систем, што ќе покаже дека сме спремни за потемелни реформи. Оно што отсуствува е одговорноста. Значи, примерот кој што крена многу прашина со уверението од правосуден испит кој што е издадено без претходно да има лицето да ги има завршено студиите е многу индикативен пример. Со промената и новиот министер Кренар Лога најави дека ќе бара системско решение во правосудниот систем. Ветување кое се слуша од речиси секој нов министер. Во однос на злоупотребите со АКМИС, сега Министерството ќе има свој инструмент да го контролира овој процес преку своите органи. Колку предмети се во процесот и како се поделени и тоа што побарав за истото законско решение, треба да важи за процесот на избор на предмети во обвинителствата на земјата. И додека домашните само најавуваат, меѓународната заедница децидно ни укажува дека мора да се засукаат ракавите и да се почне со работа.